Владата одбележува една година од превземањето на мандатот. Пред малку заврши и отчетот на премиерот Мицкоски. Деталите во овие вести ни ги пренесува колешката Габриела Лескова. Габриела, кои се пораките? Добро вечер, Деспина. Една година влада предводена од ВМРО-ДПМН заедно со коалиционите партнери Знам и Вреди. Вечерва владата даде отчет во однос на што е оно што го сработила во текот на изминатата година. Обраќање имаше премиерот Христијан Мицкоски. Во неговиот говор најпрвен се фокусираше на економскиот напредок на државата во текот на изминатата година. Меѓу другото, по однос на оваа тема напомена дека се покачени пензиите и платите, го напомена фактот дека во моментот се градат патишта, меѓутоа ја спомена информацијата за 1,2 милиарди евра странски инвестиции. Исто така го потенцираше фактот дека во првиот квартал Македонија е четвртата најака економија во Европа по однос на растот на БДП. Покрај економскиот напредок на државата, премиерот каже дека во изминатата година се фокусирале, односно посветиле интензивна борба против криминалот и корупцијата, меѓутоа каже дека не е задоволен од работата на обвинителите. Ајде во продолжение да ги проследиме овие пораки на премиерот. За повеќе од 3 пати ќе се зголеми бројот на проекти за следната година. Веќе вклучуваме во 5-та па и 6-та брзина. И очекувам максималната посветеност во исполнување на програмата. Очекувам преку 400 проекти, мерки, чекори, реформи во наредниот период. Економијата остана нашиот најглавен фокус и борбата за подобар живот. Обезбедивме 500 милиони евра за поддршка на компаниите и за поддршка на општините за реализација на капитални проекти за подобрување на животот на граѓаните. И тука не ги двоевме. Тоа се сите општини на целата територија на државата, без разлика дали таму се градоначалници од редовите на владеачките партии, опозицијата или некои независни. Во првиот квартал од оваа година, од 2025 година, постигнавме раст на бруто домашниот производ од 3,2%. Некој ќе рече мал, некој ќе рече голем. Јас би рекол, сум задоволен, но не конечно задоволен, бидејќи сепак има уште поголем простор за раст. Драги пријатели, во оваа една година отворивме силна борба против криминалот. Се започна акции против оние кои порано се сметаа за недопирливи. Денес тие неславни корифеи на неправдата се бегство од законот, а силно се удри и по наркобандите, особено во Скопје. Онаму каде сметам дека може подобро е борбата за независно судство и обвинителство кое сега го немаме. Не сум задоволен од динамиката на испорачување на правдата од страна на обвинителите и судиите. И постојат очигледни спреги меѓу тој свет и светот на политичката бизнес мафија, која го конструирала тој систем против кој сакаме да се бориме. И ако ме прашате мене, очекувам одговорност и народот очекува одговорност. И тоа мора да биде. Габриела, вчера опозицијата испрати пораки дека една година подоцна Македонија е понижена наместо горда. Кој е ставот на премиерот Мицкоски? Така, премиерот одговори на овие критики, при што каже дека Македонија никогаш повеќе нема да биде понижена. Како што напомена премиерот, вели дека тоа се истите оние кои што го смениле името, меѓутоа и, како што кажа, ја плячкале Македонија. Во продолжение да го проследиме овој дел одговорот на премиерот. Сакам да се осврнам и на мојот најтежок ден како претседател на владата. Тоа е несреќата во Кочани. Таа несреќа, колку и да се трудат политички да ја злоупотребат, е последица на со години руинираниот систем, кој беше уништуван и дезавуиран. Јас не можев тоа да го спречам, но ќе направам се тоа да не се повтори. И како политички фактор од првиот ден испративме реална порака дека правда мора да има. И без оглед за кого се работи, мора да има одговорност. И денес стојам на истиот став, а обвинителството е на тез да докаже вистина, судот да спроведе правда. Но исто така сакам да соопштам дека работиме како влада да обезбедиме историски највисок инвестицијски пакет за обнова и поддршка на Кочани. Работиме на тоа да покажеме дека Кочани за нас е важно и дека граѓаните не се сами. Воедно сакам да се осврнам и на оние кои велат дека Македонија била понижена. Тоа се истите оние кои што сменија име, направија договор со Бугарија, кои ја плячка и се потпишува било на што и било се што ќе им беше поставено на маса. Нема никогаш повеќе да дозволам да бидеме понижени, затоа што тоа време заврши.
Да, тоа беа дел од пораките на премиерот. Тој во своето 30-минутно обраќање до јавност и до поддржувачите на ВМРО ДПМН напомена и за инвестициите кои што ги имало во текот на изминатата година во спортот, во културата, напорите кои што се прават за подобар образовен систем, меѓутоа исто така и за сите идни планови кои што ќе следат оваа година. Студио Габриела Лескова, ти благодарам за овие информации од отчетот на премиерот Мицкоски.